Како што знаете, ПАП тестот се уште е еден од начините фактички за превенција на цервикалниот карцином. Тоа е еден од карциномите кој што е релативно лесно да се превенира, односно да се открие во пораната фаза, за да може интервенцијата, односно операцијата која што ќе се направи или третманот, да на крајот резултира со тотално излекување, односно со добивање на здрава личност. Доколку се открие порано, тоа е што подобро, доколку се открие покасно, тогаш веќе дури и оперативниот зафат не овозможува целосно да заздрави жената, да кажеме, од целата операција. Тоа постои како метода од многу одамна и идеално би требало да се започне веднаш по отпочнување со сексуалните односи, че во тек на првата година да се земе првиот ПАП бриз, а понатака да се прави контрола превентивно еднаш годишна. Кај оние пациентки како што повеќе години поред имаме негативен ПАП бриз, односно пациентките над 40 години и претходно со 3 негативни ПАП бриса, може да одат на ПАП бриз дури еднаш во 3 години. Значи, периодот за развивање на карциномот, односно на промените на грлото на матката, бараат определено време, не можат преку ног да се развијат и бараат уште една работа, бараат причинител, а тоа е ХПВ вирусот. Значи, општо е познато дека по 99% од цервикалните карциноми всушност се должат на инфекција на грлото на матката, односно на некои негови делови со ХПВ високоризичен тип на вирус. И за тоа доколку, например, пациентката оди превентивно на ПАП бриз и има промени на грлото на матката, во денешно време се зема и ХПВ типизација, каде се гледа дали тој вирус што е присутен е високоризичен или нискоризичен. И во зависно од тоа, се на некој начин, да кажеме, ќе се скрои третманот кој што треба пациентката да го добие во наредниот период. Доколку овие брисеви или постои ХПВ инфекција, а не постојат промени на ПАП брисот, тогаш советувањето оди во насока дека само треба да се прави контрола. Од кои причини? Затоа што ХПВ инфекцијата е една од многу честите инфекции распространети кај човекот, значи тоа е хуман папилома вирус, која што може во зависност од имунитетот, локален, меѓутоа и системски на организмот, во голем број на случаи, во тек на наредниот, да кажеме, година-две, и да ја снема. Значи, доколку вирусот не се инкорпорира во клетките на грлото на матката, тој може да заврши како една обична транзиторна, значи инфекција која што ќе пројде после определен временски период. Меѓутоа, сепак, она што е основното во вашето прашање, е дека ПАП брисот би требало во оној главен сексуален репродуктивен период да се прави еднаш во годината.